Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Бошко Грујовски, директор на Кинотеката на Македонија. Разговараме за јубилеот 50 години од основањето на кинотеката и сите предизвици со кои се соочува кинотеката денес. Добар ден. Добар ден. Во рамки на одбележувањето 50 години постоење на кинотеката на Македонија, во месец април ни својот репертоар кој носи внимателно избран пресек, кинотеката го одбележува овој значаен јубилеј. Колку беше тешко и колкав беше предизвикот да се конципира програмата? Вака како што кажавте и вие, ова 2026 година е јубилејна за Кинотеката на Македонија, прославуваме 50 години од нејзиното основање. Кинотеката на Македонија е основана 1974 година, на 29 април, а официјално со работа започнува во 1976 година. Основна задача на кинотеката е прибирање, чување, заштита, обработка и презентација на филмови и филмски материјали од посебен уметнички, општествен и друг интерес. Априлската програма на кинотека ја замисливме како програма со која што ќе ја представиме македонската кинематографија и македонските филмови. Во текот на целата априлска програма ќе бидат прикажани преку 35 наслови на македонски филмови, тоа од сите жанрови, значи од играни филмови, анимирани, документарци, кратки филмови, така да публиката ќе има можност да го погледне првиот македонски игран филм Фросина, после тоа исто така одличните филмови на Кирил Ценевски Јад и Црно семе, исто така номинираните за Оскар филмови на Милчо Манчевски и Тамара Котевска, значи Пред дождот и Медена земја, култните филмови на Столе Попов, Срекна нова 49 и Тетовирање, исто така одвоивме еден дел и за една вечер посветена на прерано починатиот актер Кирил Полхристов. Ке има можност публиката ги погледне два одлични филма. Едниот е Македонска сага на режисерот Бранко Гапо и филмот Панкот не е мртов на Владимир Блажевски. Исто така една вечер одвоивме и за анимираните филмови. Ке бидат прикажани филмовите на еден од првите македонски филмски аниматори, Петар Глигоровски, и исто така и венецискиот лауреат Скопје 63. Ова е само дел од програмата која што кинотеката ќе прикаже во месец април, а за подетално може да се погледне на нашиот сајт kinoteka.mak. И од она што досега го имавте реализирано, колкав е интересот на публиката? Па можам да кажам дека за одредени филмови интересот беше секако многу голем. Имавме во неколку наврати полни сали, за некои се бараше и билет повеќе, зависно од филмот, но мислам дека сепак репертоарот е одличен и дека луѓето ќе може да погледнат стварно одлични македонски филмови. Големата посетеност предпоставувам дека е доказ дека сепак не згаснува кинокултурата кај нас. Дека интересот кај публиката дека и понатаму е голем, барем кога станува збор за Кинотеката на Македонија. Па да, јас можам да зборувам за нашата киносала и за нашиот репертоар. Ние секогаш се трудиме да донесеме добри филмови, секогаш барем месечно во програмата имаме барем неколку македонски филмови. Имаме соработка со амбасадите во нашата држава, така да често имаме недели кај што ги представуваме кинематографиите на останатите земји од обично европските земји, но секако имаме соработка и со подалечните. Например, можеме да кажем дека со јапонската амбасада имаме веќе 18 години одлична соработка и секогаш во месец ноември
публиката има можност да погледне одлични јапонски филмови. Главната свечаност е предвидена за 29 април. За 29 април е предвидено да се прикаже премиерно филмот посветен на кинотеката, на нашата институција, со наслов Половина век кинотека. Исто така во склоп на таа вечер ќе биде прикажана и ретроспективна изложба 50 години од работата на кинотеката на Македонија. И исто така самата вечер ќе биде доделена и наградата Златен објектив, награда која што веќе традиционално 20 години, од 2006 година, ја доделува кинотеката на значајни поединци од филмската уметност за нивниот придонес во развојот на филмската дејност. За годинава се знае добитникот? Се знае, ве може ексклузивно да го кажеме за вашата телевизија. Оваа година добитник на наградата Златен објектив ќе биде директорот на фотографија Владимир Самуиловски. Во рамките на одбележувањето на овој голем јубилеј беше промовирана и поштенската марка, чие идејно решение е дело на Лазе Трипков. Токму така, на почетокот на месец април, во печат излезе поштенската марка по повод нашиот јубилеј. Промоцијата се одржа на 8 април во киносалата во кинотеката. Сакам да изгразам благодарност до АДА Македонски пошти, кои што ја го препознаа значењето на кинотеката во културниот живот на нашата држава и по повод нашиот јубилеј издадоа оваа поштенска марка. Исто така би сакал да се заблагодарам и на дизајнерот на марката, Лазе Трипков, кој што направи навистина одличен дизајн. Во колкав тираж беше испечатена марката? Марката е испечатена во тираж од 6000 примероци и со номинална вредност од 48 денари. Кои се настани се предвидени во рамките на чествувањето 50 години јубилеј постоење? Предвидено е до крајот на годината во печат да излезе и монографијата посветена на нашата институција, 50 години кинотека. Од издавачката дејност оваа година, освен оваа монографија, ќе имаме уште една монографија за еден од најдобрите македонски режисери, Столе Попов, која очекуваме да излезе во печат некаде ова лето, јули и август месец. И исто така и редовно, како и секоја година, веќе 30 години, од печат треба да излезе и списанието, единственото списание за филм и филмска култура во нашата држава, тоа е списанието Кинопис. Кои се новите предизвици со кои се соочува кинотеката денес? Предизвици секогаш постојат. Заштитата на аудиовизуелното наследство е еден од главните предизвици. Не само кај нас, туку и во светот, така да дигитализацијата, дигиталната реставрација можеби е еден од најбитните предизвици кои што го имаат сите кинотеки и архиви во светот. Дигиталната реставрација во кинотеката на Македонија започна во 2011 година, значи веќе 15 години. Тогаш прва дигитална реставрација беше опусот на браќата Манаки. Филмовите снимени од 1905 до 1911 година. После тоа следуваше уште еден многу битен филмски материјал, тоа е филмот на Арсени Јовков, Македонија во слики, од 1923 година. И од тогаш до денес кинотеката дигитално ги има реставрирано филмските опуси на најпознатите македонски режисерски имиња, почнувајќи од Столе Попов, Кирил Ценевски, Милчо Манчевски, Бранко Гапо и останатите. Можам да кажам дека 80% од македонските играни филмови веќе се реставрирани. Помал дел од краткометражните филмови, а минатата година за прв пат дигитализираме и 25 анимирани филмови од 70-тите години на минатиот век.
Кои се дејности ги обединува кинотеката денес? Па освен заштитата на аудиовизуелните материјали, исто така битно е и прибирањето на материјалите. Во овие 50 години кинотеката исто така во својата архива има прибрано огромен број на материјали, не само од нашата држава, туку и од Европа, најчесто од европските филмски архиви. Така да оваа година можам да најавам дека во соработка со една општествено одговорна компанија од нашата држава, од која што ќе добиеме спонзорство. Не би сакал да кажувам во моментот доека не се финализира се, но би требало да прибераме еден многу значаен фонд кој се однесува на нашата држава. Навистина многу значаен фонд. Се надевам дека во скоро време ќе може да го објавиме тоа. Дали имате доволно кадар кога станува збор за сите овие дејности? Знаете како, кадарот секоја институција самата го гради. Никој нема завршено соодветно образование за да биде филмолог. Таа работа треба да ја сакаш, да се запознаеш со таа работа, така да во кинотеката имаме скоро 40 работени, од кои што стручен кадар се околу 25-6 луѓе. Така да можам да кажам дека имаме стручен кадар за работата која што ја обавуваме. И како што самиот ќе забележите во едно интервју, дека не станува збор само за проекција на филмови, туку и потсетник дека филмот е архивирана емоција, историски документ и дел од колективната меморија што мора постојано да се враќа во јавниот простор. Не е потребно само да имаме заштита, прибирање, потребно е и тие материјали со кои што сме ги прибрали, сме ги дигитализираме да се прикажат на јавноста. Ние гледаме затоа секоја можност да искористиме да прикажеме материјали кои што сме ги прибрале во текот на годината, така да при крајот на секоја тековна година имаме неколку вечери во кои што ги прикажуваме ново реставрираните и ново прибраните филмови во нашата архива. И кога станува збор за паралела, иако е неблагодарно на кое ниво функционираат кинотеките во регионот и на кое ниво е, да кажеме, кинотеката на Македонија. Каква оценка би дала? Па ние се трудиме да бидеме во чекор со европските кинотеки. Секогаш некаде, знаете, и од државите, поголемите држави имаат поголеми ресурси, поголем број на стручен кадар, така да мислам дека сме на некое добро ниво, барем зборувам со нашите регионални кинотеки. Дали секогаш нештата зависат од финансиската поддршка или од нешто друго? Па мислам дека финансиите се пресудни, секогаш. Да. И така да, знаете, ние сме секогаш, ние како национална установа и како и останатите национални установи, сме финансирани од Министерството за култура и ние се трудиме секогаш со средствата кои што ги добиваме да извлечеме максимум од тоа. Зборуваме и во заштитата или во дигитализацијата. Така да, во најголем дел зависи од финансиите, секако. Ви благодарам, господине Груевски, за интервјуто. Благодарам на вас.